E tani miq është koha që t'ju prezantojmë një klinikë e cila gjendet në Maqedoni, që deri më tani ka marrur disa licenca ndërkombëtare. Me trajtim përmes teknologjisë së fundit, me straf profesional, është klinika Zhan Mitrev. Sikur ka treguar edhe akademiku Mitrev, klinika e tij është klinikë me standarde amerikane dhe nuk dallon nga ato të Amerikës. Rrëfimin për klinikën Zhan Mitrev do ta ndiqni tani, bashkangjitur me një intervistë Zhan Mitrev, doktorit Zhan Mitrev. Është një material që juve ju informon për një vend në cilin mund të gjeni shumë shërbime. Klinika Zhan Mitrev vuri themelet e mjekësisë moderne në Maqedoni në vitin 1991, me fillimin e punës në objektin e spitalit ushtarak në Shkup. Në krye me mjekun e mirënjohur ndërkombëtarisht, Zhan Mitrev u bë pioner në këtë fushë, duke bërë bypassin e parë në zemër në Maqedoni. Akademiku Zhan Mitrev, edhe pse në moshë të re, ishte personi që filloi një epokë të re të kirurgjisë kardiovaskulare në region, duke performuar me rreth 20.000 operacione në zemër të hapur gjatë 15 viteve të fundit. Zhan Mitrev njihet edhe për shkallën e ulët të mortalitetit gjatë operimit, e cila është më pak se 1% ndër 10 mijëra operacione. Në misionin e vetë për shpëtimin e jetëve, parandalimin e sëmundjeve dhe ekzekutimin e operacioneve komplekse me shkallë të lartë të suksesit, Zhan Mitrev vjen me një sukses tjetër, i cili është certifikimi me akreditimin JCI, i cili e avancon spitalin në kategorinë e spitaleve më të suksesshme botërore. Значи, од пред една недела официјално добивме америчка акредитација како болница. То да појаснаме стандардизација која е обавезна по закон во Соединетите Американски држави. Значи, една болница за да може да работи како болница, да добие дозвола, мора да ги исполнува тие стандарди на работа. Исто така по закон обавезно е во Саудиска Арабија и во Израел. Тоа е процес, тоест акредитација, кај што се проверуваат сите процеси во болницата во однос на безбедноста пред се на пациентот, во однос на лекарска грешка и на интрахоспитални инфекции, каде што е најголемиот, да кажам, дел на проверки. И целата работа на болницата подлежи под една регулатива. Сето она што значи од идентификација на пациентот, па до неговото отпуштање и понатамошно следење. Сите процеси на лекување мора да се документирани и сето тоа има една голема административна и процесна документација која го следи пациентот. Од отварањето на новата болница па до реализацијата ние поминавме една добра година на големи припреми за таа акредитација. Поминавме многу добро, бидејќи ние и претходно работевме по она што значи европски или германски стандарди, меѓутоа овие стандарди на американците се многу по прецизни
и построги. Покрај она што значи работа за пациентите и безбедноста нивна, другата работа е исто така безбедноста на персоналот и самата зграда во која се работи. Така да и самите тие во зградата процеси исто подлежат под една контрола и сертификација. Исто така сме обавезни да имаме разни сценарија во однос на и тоа да го вежбаме и да го документираме во однос на непогоди, значи дали е тоа пожар, дали е друга непогода и така. Па ова е многу битно за пациентите, бидејќи тоа е практично, знаете, има многу болници кои се нарекуваат различно, америчка болница, германска болница, не знам каква болница, и тоа е на некој начин ги користат некои, да кажеме, докажани стандарди во некои други држави. Меѓутоа, ова е сосем нешто друго. Ова е начин на кој ние функционираме како да сме болница во Америка, меѓутоа не сме само просторно таму. И тоа за мене беше голем предизвик, бидејќи со тие сите процеси обезбедуваме можност за што помалку било на кое ниво да настане било каков проблем во однос на пациентот. Сите тие стандарди не се измислени така случајно, бидејќи и во америчките болници има и текако многу проблеми кои се настанувале, почнувајќи од идентификација на пациентот. Ќе се може да се јават двајца пациенти со исти имиња или исти имиња за различни операции. И се имат случувано сите можни грешки и проблеми и сите тие стандарди се направени баш заради тоа, да може што помалку да се направи грешка. Во овие сите простори малку кој зборува за тоа, за лекарска грешка и за интрахоспитални инфекции. Меѓутоа, во овие простори, каде што најмалку се зборува за тоа, има и текако многу такви проблеми. И еве, јас знам во Македонија, за сите овие години, за скоро 18 години сум тука, ниеден министер не е излегол отворено да зборува за лекарска грешка, а уште помалку за интрахоспитални инфекции. А тоа во јавното здравство и како го има. Сакам да кажам дека тоа е многу голема тема и во многу развиени центри, во многу развиени држави, како нешто кај што и како може да се случи. И затоа за мене беше многу важно да и овој стандард го постигнам, за да пациентите знаат официјално не само она што ја мислам или што ја кажувам, него друго е кога ќе дојде официјална институција која сите тие стандарди по кои ние работиме официјално ќе ги потврди. Апсолутно. Баш е тоа. И со тоа ние од друга страна отвараме и уште едно ново поглавје за нас, интересно, бидејќи можеме сега, после оваа сертификација, да склучуваме договори со осигурителни компании од Америка за пациенти кои се американци, да можат да се лекуваат кај нас. Точно, да. Па видите, тоа е така, нели, медицински туризам, меѓутоа
тоа е вообичаено и во Европа е нормално да има движење на луѓето да за одредени проблеми одат таму кај што сметат дека најдобро може да се реши тој проблем. И тоа е од почетокот кога јас почнав тука, уште во старата болница, тој тренд почна воглавном почна пациенти да доаѓаат од Косово. Меѓутоа, сега ние имаме тука пациенти кои доаѓаат, можем да кажем слободно, од цел свет. Скоро имавме, пред 10 дена, ја отпуштивме дома пациентка која во Австралија живее, која и рекле дека е со многу висок ризик и дека можеби нема да ја преживее операцијата. И таа од таму дојде тука, се оперираше и помина добро операцијата, така да ја отпуштивме во многу добра состојба. Сакам да кажам дека луѓето веќе се информираат и барат на некој начин решение за некој проблем и е нормално да тоа така и се движат пациентите, бидејќи поготово во тој државен дел, кај што државата е како двигател на процесите во здравството, нормално дека има и за останување на многу делови, бидејќи сите процеси зависат од многу други работи. И локални политики, и некои поврзаности кои не се директно со медицината. Од друга страна, во овој регион се отворија и многу приватни болници. И влегоа, така да кажам, многу бизнис ориентирани групи, концерни и така натаму. И сето тоа исто така направи покрај позитивни, направи некои негативни работи, бидејќи медицината почна да се претвара во бизнис, што е многу опасна работа. Така да се две работи кои од една страна државното кое е многу инертно и да кажем тешко се развива, полека иде и така, од друга страна приватното кое е многу подинамично, меѓутоа па може да отиде во друга крајност, кај што е бизнис ориентирано, а тоа не смее да биде. Бизнис значи да стварате нешто плюс од она што го работите, а тоа не би требало во медицината, бидејќи не смее нешто да се прави повише од колку што е она што е најосновното или најпотребното за пациентот. И тука се тие работи кои јас од едната и од другата страна ги гледам многу добро, затоа што суштинската разлика кај мене е што јас сум, да кажем, тој што ги прави најголемиот дел од операциите во оваа болница и кај што е моето име, она што, нели, се вели можеш да изгубиш пари, ама не го губи образот. Така да во тој дел гледам многу добро да имам коректен и еден фер однос према пациентот и никако да преовладува медицината, али бизнисот да ја следи, а не да преовладува бизнисот. И тука е, да речем, она што сите овие стандарди сега уште повеќе допринесуваат за тој дел да биде многу по-транспарентен и многу по-безбеден за пациентот. Апсолутно. Бидејќи оваа акредитација е почетна, прва, и на секои 3 години доаѓа повторна реакредитација. Значи, повторно се контролират сите процеси у болницата. Значи, не е еднаш го добиете и готово, него напротив, следниот пат е уште по-ригорозна, уште по-детална. Тоа се експерти кои се воглавно од Америка и кои тој процес прават и во сите болници низ Америка. Така да е една уиграна екипа каде што
е многу транспарентно. Тие, например, нас не прегледуваа на 1200 места, да кажем, точки, кои ги евалуираа. Тие се влегуваат во болницата и сите врати се отворени, било каде. И тие влегуваат било каде и ги гледат процесите, гледат во компјутерскиот систем, во документацијата, гледат, разговарат со пациентите надвор од нас, значи тие одат, збират некој пациент и со него разговарат каков е процесот, што, како го примаме, како го лекуваме, како наплаќаме, како се понашаме со него и така натаму. Значи, многу работи кои се, така да кажам, како прав испит, нели? Да, ние сега во овој регион сме и за, да кажем, сите амерички граѓани кои се наоѓаат во овие простори како референтна болница за каде што може да се лекуват директно, бидејќи со тоа ги исполнуваме тие амерички стандарди. Меѓутоа, секако стануваме многу и покомпатибилни со било каква комуникација со било која друга странска болница. Сите овие процеси се исто толку важни и за самите вработени, бидејќи и самите вработени подлежат на една додатна евалуација или регистрација на нивните активности. И со тоа целиот процес во однос на едукација, на комуникација едни меѓу други, на организацијско поставување на хиерархијата во болницата се документира на начин да не може еден вработен да биде од некого друг, да речеме, да некој, нели, предпоставен да на него му прави додатна штета или не му е симпатичен, па го на некој начин малтретира или така натаму. Да нема мобинг или такви некои односи кои исто така влијаат на работата. Од друга страна се пропишуваат и начинот на кој млади доктори и сестри можат да напредуват во својата кариера и како да се регулира таа едукација за нив и да има континуирана една евалуација, колку тие се ангажирани во работата и како напредуваат во работата. И ако имат проблеми, да може да се тие проблеми решават. Во однос на многу важна работа, и тоа беше посебен дел од евалуацијата, е техниката, технологијата, прво на зградата, потоа на медицинската опрема. Значи, самата зграда треба да исполнува одредени услови за болница, и тука тие беа одушевени, бидејќи тоа се нивни зборови и рекоа дека досега биле во многу болници, дека овде виделе стварно нешто во овој момент најмодерно во однос на медицинската технологија. Меѓутоа, исто така, голема внимание е медицинската опрема. Значи, медицинската опрема, секако овде тие најдоа нова опрема, меѓутоа, секоја таа нова опрема мора да биде точно документирана, да се знае дали, бидејќи секој апарат треба да се калибрира, да се проверува, да има редовен сервис, да има своја лична карта, своја книжка и своја документација. Секој апарат кој е во болницата мора да го има тој сертификат и се добива еден специјален печат дека тој апарат е проверен и дека тој функционира адекватно. Бидејќи секој апарат после 6 месеци самиот може од
може и од техничка некоја мала грешка или не знам што, да почне да функционира другчие. И то може за пациентот да биде некојаш и опасно. Затоа и самите апарати, и се што е во болницата, и се што доаѓа во контакт со пациентот, мора да биде проверено, мора да има за него доказ дека е проверено. Не ние да кажеме да, тоа е проверено. Него мора да има доказ од фирма која е овластена за тоа, мора да имаме договори со тие фирми. Значи еден многу сложен процес и еден, морам да кажем, и многу скап процес, бидејќи сето тоа повлекува многу додатни инвестиции кои на некој начин го обезбедуваат тој висок квалитет на услуга. Па добро, ова е едно, благодарам прво на вашата поста интерес. Ова е нешто што малку пациенти го знаат и малку доктори го знаат што значи таа сертификација и тој стандард и колку тешко се добива такво нешто. И добро е така да чуат и да малку се запознаат каков е тоа сложен процес.